За 2018 година направени се вкупно трошоци 13 милиона 914 575 денари. Ова извештај за финансиското работење на фудбалскиот клуб Брегалница денес беше повод за жестока кавга меѓу штипските советници и за барање за ревизија. Да се повика Државниот завод за ревизија или друг финансиски орган кој ќе изврши комплетна анализа и ревизија на работењето на фудбалскиот клуб Брегалница. Сега кој ќе се Однос и тоа е да видиме. А и зашто ќе замолам, значи дајте ни го израз да го видиме. Значи, изгледаме за период кога беше некој друг совет тука, кој имаше за да можеме да се јавите за збор и да дискутирате. Ама сега мора да те натручат, бориш работиш, да тручи. Според пресметките на опозицијата, Брегалница троши многу пари, а нема никаков резултат. Еден од најскапо платените буџети во втората фудбалска лига, Брегалница не успеа да се пласира во првата фудбалска лига онака како што беше целта на оваа раководство. Брегалница не испорача резултат. И тука мислам дека никој нема дилема. Второ, Брегалница со овие пари, буџетки страта што ги добива, дали се многу или малку, значи пак да не спекулираме, значи бидејќи има клубови со многу поголем буџет од Брегалница во ист ранг на натпревање. Затоа одговорност за раководството која што во изминатиот период беше поставено во Брегалница, мора да има заради лошите фудбалски резултати. Но исто така, јавноста треба да знае и за отчетноста и за потрошените средства. Брегалница ги троши најголемиот дел од општинските пари наменети за спорт. Според градоначалникот, за подобри резултати треба и повеќе пари, а нив општината не може да ги даде. Затоа тој предлага друго решение. Затоа јас како градоначалник донесов одлука моја лична и на мојот тим и затоа барам и од Советот, бидејќи вие сте клучните и оние последните кои што треба да дадете пас за таа работа, дали фудбалскиот клуб Брегалница треба да остане на ова ниво, бидејќи со волку средства, колку што одвојуваме сега, треба да бидеме искрени да кажеме дека поголем резултат тешко дека ќе достигнеме. Да преминеме во еден процес на приватизација на фудбалскиот клуб кој што ќе биде поднесен за наредната седница на Совет. Инаку досега имало неколку обиди за продажба на Брегалница или за обезбедување спонзор, но сите тие завршиле без успех. Ке има ли Бочварски повеќе менаџерски сенс од сите останати претходно, ќе покаже времето.